Што е важно при вработување на графички или веб дизајнер, фотограф, видеограф или било кој друг визуелен артист, или пак и дигитален маркетер? Дипломата или пак други вредности? Ова видео е за 5 вредности што треба да ги поседуваш за да те препознае регрутер, собственик на компанија или пак лицето кое те работува. Јас сум Дејан Џолев, основач и CEO на Скала. Во изминатите 20 години вработив повеќе од 100 луѓе, главно дизајнери, визуелни артисти во Скала и во компаниите за кои работив. Дополнително посредува во над 500 вработувања на студенти од Скала во компаниите од креативните индустрии. А секако, многу одамна, кога и диносаурусите се уште шетаа по земјата, и јас бев кандидат за интервју. Затоа во ова видео, преку моето искуство, ќе пренесам што навистина е важно да поседуваш. Затоа што квалитетните компании најпрво вработуваат личност, а потоа се интересираат и за твоите вештини. Да започнеме со ред. Тоест, ќе тргнеме некако наопаку од последната точка по важност, па нагоре. Ајде да смениме некоја боја. Ќе започнеме од точка број 5 или твојата диплома. Доколку во моментов размислуваш да запишеш Академија за дизајн или било која програма за визуелни комуникации, графички или моушен дизајн, видеографија, анимација или пак дигитален маркетинг. И првото прашање ти е дали Академијата е акредитирана или дали дипломата е признаена или слично на тоа. Можам да ти ветам само едно. Никогаш нема да се занимаваш со оваа професија, затоа што имаш погрешни вредности, погрешни верувања. Но имам една супер вест. Се уште не е доцна и затоа го правам ова видео. Да разговараме за вистинските вредности, за што треба да поседува секој што се занимава со визуелни комуникации. И всушност од каде ли да почнам за ова можам да снимам еден цел серијал. Се сеќавам на едно интервју за стипендија во Скала. Една кандидатка ми ги представи сите неизини дипломи и сертификати. Всушност ова се случува со многу кандидати. Академија за графички дизајн, курс за илустратор, Adobe лиценца за Photoshop, напреден курс за Figma, цела папка. Ја прашав, прости, а што работиш во моментот? Предавам англиски јазик во училиште за странски јазици. По тој неизин одговор бев прилично дрско искрен и реков, ако си тука за уште една самолеплива сликичка во твојот албум, подобро го прекинеме разговорот. А ако навистина сакаш професионално да работиш графички дизајн, добре дојде во Скала, затвори го албумот и ајде да започнеме. Не заборавај да ја погледнеш првата епизода од овој серијал, каде што детално објаснувам зошто ваквите кандидати никогаш нема да се вработат како дизајнери. А доколку сакаш да се запознаеш со сите кариерни можности како графички дизајнер, погледни ја епизода број 2. Едно од моите први вработувања во оваа индустрија се случи додека се уште бев студент. Тогашниот креативен директор на една од најголемите маркетинг и адвертајзинг агенции во Скопје случајно виде едно мое дело на студентска изложба на факултетот каде што студирав графички дизајн. Се распраша за мене преку мојата професорка, која денеска и предава на Академијата за графички дизајн во Скала. И таа буквално за уши ме зема и ме донесе кај него, а тој ми вели, од понеделник работиш кај нас. И тоа беше најпрекрасната наредба што некогаш сум ја чул. А што тој препозна кај мене? Дали ме праша за степенот на образование или пак за мојата сертифицирана диплома? Секако дека не. Дали знаеш што е првиот критериум на компаниите кои ќе се јават во Скала во потрага по студент за вработување или пракса? Остани до крај на видеото, токму за тоа збориме. Во мојата кариера никој никогаш не ми побарал диплома. Секогаш ме барале поради мојата експертиза. Луѓето велеле, ало, Џолев, дојди, ни требаш. И тоа е она што кон и ти треба да се стремиш. Ало, Ана, дали сакаш да работиш за нашата компанија? Мартине, ова се нашите услови, сакаме да бидеш дел од тимот. Што знам, ало, Сара, те молиме, приклучи се, ни требаат личности како тебе. Тоа се работите што треба да ги чуеш. Верувањето дека акредитацијата ќе ти помогне во кариерата е навистина погрешно верување. Затоа одиме точка број 4, а тоа е твоето претходно искуство. Супер.
Верувам дека многу пати тоа си го чул, а може би и ти лично си го кажал или кажал, а тоа е како да најдам работа кога секој оглас бараат 2 или повеќе години работно искуство. Токму затоа, ајде веднаш да го демистифицираме поимот искуство. Искуство е всушност твојот интерес. Например, од кога те привлекува дизајнот, што си направил за себе, какви проекти, дали си членувал на студентски организации, дали си волонтирал, која е последната книга за дизајн што си ја прочитал или купил, дали имаш изработено нешто за некого до сега. И да не заборавиме, твоите студентски проекти се искуство. Во оваа фаза тие се всушност и најважниот дел од твоето портфолио. Мојот интерес за дизајн датира уште од основно училиште. Тоа ми беше многу поважно како изгледаат моите домашни семинарски проекти или како и да се викаат, отколку што пишува во нив. Додека пак во средно дизајнирав списание кое излезе во 8 броја, што беше супер популарно во една поширока алтернативна музичка заедница. На прашањето, кое е твоето досегашно искуство на мојот прв работен ден, зборував 30 минути непрекинато. А сепак тоа ми беше прв работен ден. Затоа не ги подценувај твоите креативни активности, твоите студентски проекти или експерименти поврзани со визуалните комуникации или сето она што допрва ќе го создадеш. И зошто ова е важно? Затоа што зборува за твојот континуитет, твојата страст, твојата желба да учиш, твојата желба да истражуваш. И ајде да заклучиме. Регрутерот, менаџерот, сопственикот на компанија многу повеќе ќе го интересира твоето претходно искуство, отколку што носиш во джеп или во папка. Затоа веруе во секое твое искуство, можеби и веќе имаш години труд зад себе. Одиме понатаму, точка број 3. Што ли е тоа? Твоето портфолио. Што туку зборувавме за твоето претходно искуство и таму се раѓаат всушност твоите проекти. Твоите проекти го градат твоето портфолио. Точка број 3. И да, тоа што го знаеш, твоите технички владење, експертизата од визуални комуникации не е првата и најважното нешто што го бараат од тебе кога те вработуваат. Туку трета по важност. Во портфолиото треба да јасно да се видат твоите студиозни проекти, развојни концепти, техничко познавање, да видиме финални продукти. Портфолиото е практично еден материјален доказ на се што пишува во твоето CV. Недомно во Скала се дружевме со еден креативен директор. Што е креативен директор? Погледнија втората епизода од овој серијал. Креативен директор на една супер прекрасна и престижна маркетинг агенција. Тука сме во комшија. И разгледувавме портфолио на таковните студенти на Скала со цел за вработување на некој од нив. И дали знаеш која беше најважната и клучна страница за дали да продолжиме со разгледување на некој портфолио? Насловната. Насловната страна беше доволно јасен сигнал дали да продолжиме со разгледување на тоа портфолио или да преминеме на некој друго и на некој друг следен студент. За ова всушност сметам дека е важно да се снима еден епизода и ќе го направам тоа како да изработиш портфолио и како да аплицираш за работа. Ветувам, ова ќе го направиме. И полека се приближуваме до најважните две точки дали една компанија ќе те вработи. Односно, што навистина квалитетните компании вреднуваат кај кандидатот или кандидатката што аплицира за работно место. Точка број 2 по важност или проценката што ја прават компаниите е дали кандидатот или кандидатката има потенцијал за развој. Да, баш така, дали имаш капацитет да растеш, да учиш, да станеш подобра, да станеш подобар. Секако дека е важно и твоето претходно искуство, но уште поважно е дали ќе можеш да се адаптираш на процесите во оваа компанија. Дали лесно ќе ја поминеш фазата на интеграција и колку си способна или способен да учиш одново. Затоа што влез во компанија не подразбира само експертиза од областа за која си аплицирал, туку стекнување на нови деловни принципи, учење на нови протоколи, алатки, системи за кои треба да бидеш подготвена, да бидеш подготвен.
Ке се сетиш на првата епизода, ако не ја имаш погледнато, сметам дека е задолжително да и се навратиш, каде што зборуваме за применливоста на алатките. Например, јас прв пат Photoshop го инсталирав во 1997 година. Тоа е веќе речи си пред 30 години. Зар мислиш дека тоа знаење денеска за мене е важно? Додека студирав фотографија, работевме аналогна фотографија во темни комори со црвено осветлување, верувам само на филмови си го гледала или гледал тоа. Зар мислиш дека тоа мое претходно искуство денеска е важно? Мојот предмет постпродукција на фотографија на Академијата во Скала до пред 2 години предавав нешто што денеска веќе не се прави така. Имаме нови начини и нови алатки и нови принципи. Во контекст на методот, но во суштината се разбира дека секогаш ќе биде исто. А за ова подобро да ме разбереш, ти препорачувам повторно уште еднаш. Погледни епизода број 1. И зошто го кажувам всушност ова? За да те уверам дека не е важно што знаеш, туку зашто си подготвена, зашто си подготвен да учиш и со кое темпо можеш да продолжиш да се менуваш. Компаниите не те вработуваат само за денес, туку те вработуваат и за понатаму. Доколку не го препознаат овој потенцијал, нема да ти дадат шанса. Да. Точка број 1. Одиме понатаму. Културолошка припадност. Ке го повлечам. Да. Ова е најважното. Дали си одговараме, дали делиме ист систем на вредностни, и повторно ќе кажам, културолошката припадност. Во креативните индустрии ова е особено важно. Во некои други индустрии личниот идентитет е небитен. Носиш униформа, следиш протокол, ти кажуваат како да зборуваш, идентитетот, индивидуалноста се губи. Но во нашата индустрија ти си најважен, ти си најважна. Ако твојот систем на вредности се поклопува со оној на компанијата, тоа е фит. И да, ова е навистина број 1. Се друго се учи, ова е дури и некој непишан слоган на компаниите од креативните индустрии, каде што припаѓаш ти. Да повториме, маркетинг агенции, дизајн студија, видеопродукции, дигитални агенции, SaaS компании, секаде каде што дизајнот и визуалните уметности и дигиталниот маркетинг се суштински важни. Например, кога работев во една агенција со неформален систем на вредности и деловна култура, носевме джинс, мајци, старки и така натаму. Доека подоцна, кога работев како консултант во друга агенција, таму носевме или дрес кодот беше во кондури, кошули, панталони и така натаму. И двете култури се сосема валидни. Прашањето е на која и припаѓаш ти. Каде ќе се чувствуваш покомотно или каде компанијата ќе се чувствува исто така комотно и со тебе. Па така и ние и компанијата се препознаваме дали сме еден за друг. Но облеката е само еден сегмент. Вистинската култура се гледа во стилот и системот на комуникација, менеджмент, тимска динамика, процеси, протоколи на работење, начини на одржување состаноци. Некаде на состанок седиме на lazy back, некаде во нека корпоративна канцеларија со кожни столици. Но повторно ова е дел само од фасадата. Компаниските вредности се етиката, транспарентноста, односот со клиенти, ставот кон учење и грешки. Во креативната индустрија и слободата на говор, а меѓу другото, многу важно прашање, и авторските права. Многу интересна тема, ќе збориме сигурно и за тоа во некоја наредна епизода. И не бараш било каква работа, си бараш своја екипа, своја банда. Кога вредностите ќе кликнат, работата не е само добро платена, туку многу поголемо задоволство, што е особено важно за понатамошниот развој во твојата кариера. А како до таму? Скала по скала. А за уште подобро да се запознаеш што навистина ти е потребно, на 15 септември ќе одржам бесплатна 5-дневна работилница за графичките елементи и принципи во дизајнот. Таа е намената за сите што сакаат да започнат кариера во креативните индустрии, но и за оние кои што веќе се дел, но чувствуваат дека нешто им фали, нешто им недостига за понатамошен развој. Ова работилница е важна за сите дизајнери, визуални артисти и дигитални маркетери, видеографи, фотографи, модни дизајнери, интериер дизајнери, затоа што ќе зборуваме за јазикот. Јас сум Дејан Ѓолев, едукатор и CEO на Скала, каде што изминатите 14 години стотици дизајнери, маркетери и креативци ја стартуваа својата кариера.
Доколку сакаш да се запознаеме и поразговараме еден на еден, имаш можност за тоа. Верувам дека ќе можам да ти помогнам во твоите кариерни дилеми. Закажи средба на линкот од ова видео и да се видиме во скала. Време е за будење скала по скала. И не заборавај, дипломата е на 5-то место. Твоето претходно искуство е 4-то, кое го гради твоето портфолио. Најважни 2 работи што ги вреднуваат компаниите е твојот потенцијал за развој. И се разбира, културолошката припадност, дали си одговараме. А се друго подоцна се учи.